Денеска е Велики петок, ден кога е распнат Исус Христос. Се празнува со вообичаено одбележување со свети литургии и принесување на бескрвна жртва, со читање извадоци од Евангелијата, од делот која опишува неделата на страдањата на Синот Божи. Денот во христијанството е строг пост, ден кога преку молитви се оплакуваат страдањата на Спасителот. Повеќе за ова и за останатите содржини веднаш по кусата најава на Урбаните вести. Денеска е најтажниот ден во христијанството, ден кога без вода и леб му се поклонуваме на Исус. Великден се слави со срце полно со љубов и исчистено од завист. Црвеното великденско јајце, вековна традиција. Главниот град приплавен од великденски украси. Православните христијани денеска во Ерусалим, коливката на христијанството, го удат патот на болката, патот по кој чекорел и самиот Исус, а во сите Божји храмови олтарите се прекриени во црно, како знак за болката по невинно распнатиот Спасител. Велики петок е најтажниот ден во христијанството, денот кога нашиот Спасител Исус Христос по долго мачење е распнат. Токму затоа денешниот ден православната црква налага да се помине во знакот на тажното сеќавање и притоа со строго воздржување од храна и пијалоци. Православниот канон дозволува единствено слабите, немокните и старите верници да го прекршат најстрогиот пост во годината. Покрај постот, што значи одрекување од храна, на Велики петок не се работат ниту домашните работи. Уште од дамнешни времиња останало во духот на христијанството да се посетуваат Божите храмови непосредно пред да се слушне убавата вест, пред да се расчуе дека Спасителот е воскреснат. Таквата традиција и до денеска ја почитуваат и млади и стари, кои со чиста душа и тело на Велики петок се поклонуваат пред олтарот кој понекогаш е прикриен со црно платно, кое ја символизира тагата за невинно распнатиот Исус. Денешниот ден минува во знакот на тагата, но и во надежта за спасението. Сите христијански религии денес се единствени во тоа дека преку животот и смртта на Исус на свет дошол лично Господ. На тој начин крстот станува и символ на наклонетоста на Господ кон најсиромашните и најслабите. Денеска сите православни христијани во коливката на христијанството Ерусалим чекорат по патот на болката по кој Исус чекорел пред да биде распнат. Великденските пости траат 40 дена и се најдолгите пости во православната вероисповед. Овие пости се предвестник на Христовото воскресение. Целта на великденските пости е телесно и духовно прочистување на верниците пред доаѓањето на најголемиот христијански празник Великден. Понеделникот по прочка се вика чист понеделник и тогаш започнуваат долгите великденски пости, а траат се до Великден на денот на Христовото воскресение и заедно со божигните пости се најдолгите пости во православната вероисповед. 40-дневните пости имаат за цел да ги подготват верниците за доаѓањето на најголемиот христијански празник Христовото воскресение Великден. Великденските пости значат воздржување од конзумирање на месо, јајца, млеко, маст и сирење. Православната црква вели дека оние кои воопшто не постат, најпрво нека постат во среда и петок, во првата и последната недела од постот. Освен тоа, почетникот најнапред може во постните дни да не јаде месо и маст, а да јаде сирење и јајца, така што со текот на времето ќе мине во целосен пост. Стои во правила и одредби на православната црква за постот. Епископ Велички Гаврил Светогорец. Практикувањето на великденските пости не значат само воздржување од конзумирање на мрсна храна. Значењето на постот е телесно, но и духовно. Од тие причини многу поважна за време на постите се молитвата, покајанието, љубовта и милоста кон ближните, иако и телесниот пост овозможува трпение и смирение. Великденските пости, иако се едни од најдолгите пости, се само едни од повеќедневните пости во календарот на православната црква. 40 дена траат и божигните пости, а нешто пократки се богородичните и петровденските пости. 7-дневните великденски пости завршуваат на Великден на денот на Христовото воскресение со примање на светата тајна причест.
Столбот на христијанската вера се љубовта со животта и со чувството. Водени од овие човечки особини треба да го пречекаме Великден, да се потсетиме дека треба да се радуваме за тугите успеси и да сочувствуваме за болката на другите. Нема човек кој не греши, а на Великден на сите православни христијани кои искрено ќе се покаат и ќе побараат прошка од Исус Христос, ќе им бидат простени гревовите, бидејќи тој со неговите страдања и воскресение ги искупил сите човечки гревови. Великден се празнува и се слави во име на пожртвуваноста на Исус за луѓето, за љубовта со која се сакаат ближните, но и во име на простувањето. На Великден, во име на традицијата, со црвени јајца се оди на гости за да се соопшти радосната вест, веста за Христовото воскресение, за спасението, кој пак ни дава сила да веруваме дека нашето постоење има смисла. На Великден сите се потсетуваме дека треба да се радуваме за тугите успеси и да сочувствуваме за болката на другиот. Но сепак, брзото темпо на живот, многобројните активности и обврски, потребата и желбата за успех и кариера се повеќе не оддалечуваат од пријателите, роднините, од неблиските. Се помалку време од работниот ден и викендот издвојуваме за посета на роднини, ни останаа само празниците мотив за заеднички ручек со семејството, но и пријателите. Токму затоа, убавината и големината на Великден ја согледуваме во моќта да не спои со најблиските, украсувајќи си го животот со вера и срцето со чистота, да го исполниме благословот на светиот апостол Јован, кој вели: кој го сака брата си, тој е во светлината. По Великден следи томината недела, за време на која не се пости, дури ни во среда и петок. Утре вечер, точно на полнок, во Божите храмови христијанските верници со црвено јајце во рацете и со молитва ќе ја дочекаат веста за Христовото воскресение. Великденските јајца се обележје на големиот христијански празник Великден. Јајцата се бојадисуваат и се украсуваат во текот на Велики четврток и Велика сабота. Според христијанската традиција, утрото на Велики четврток пред изгресонце се бојадисуваат 3 јајца. Црвените великденски јајца имаат голема символика. Има различни легенди за традицијата на вапцување јајца. Една од нив е дека кога Исус Христос бил распнат на крстот, една кокошка дошла и под него снесла јајце. Крвта од лицето на Исус капела врз него и го обоила во црвено. Затоа и денес првото јајце се бојадисува во црвено, а потоа најстарата жена во семејството со него ги трие децата по образите или им исцртува крст по челата за здравје. Останатите јајца се обојуваат во различни бои и се цртаат. Сината боја ја символизира непорочноста, виолетовата – крстот, зелената – Христовите ученици, а жолтата – самиот Бог. Друга легенда вели дека Марија Магдалена отишла кај римскиот император Тиберий и му однела црвено јајце, кажувајќи му ги зборовите «Христос воскресна» и му раскажала за воскресението на Исус. При капењето на децата во водата се ставало црвено јајце и со него им се триеле челото и образите, за да бидат црвени како символ на здравјето. Првите бојосани јајца биле наменати за куќата, за Господ и по едно за секој член од семејството. Се верувало дека токму прво бојадисаното јајце има голема заштитна моќ, па затоа било за заштита од градоносни облаци. За подобар род на полињата го закопувале во земја на лозјето или во нивата. Се сметало дека дури и лушпите од великденското јајце имаат заштитна функција. Затоа утре вечер, точно на полнок, во Божите храмови сите со црвено јајце ќе ја дочекаат радосната вест, веста за Христовото воскресение. Во последните денови пред доаѓањето на неголемиот христијански празник Великден, христијанските домови се накитуваат со наразновидни великденски украси. Разновидна е понудата на великденските дребулии во продавниците во главниот град и во однос на намената и во однос на цената. 2 дена до најголемиот христијански празник, а веќе се е во знакот, боите и значењето на Великден. Сепак, ако во минатото единствено црвено бојадисаните јајца сместени во корпа со слама беа единствениот предвестник на Великден, денеска ситуацијата е малку поинаква. Од година в година се поголемо значење се дава на великденските украси, па така продавниците веќе неколку недели пред Великден нудат широк асортиман на производи посветени на празникот. Бројни великденски украси се наредени во секој излог на продавниците. Разновидноста на украсите е исто така голема.
Од хартиени и пластични јајца, обоени во различни бои, преку вештачка слама, корпи за јајца украсени со слики, великденски венчиња за наврата во различни големини, плишани пилиња и зајчиња, па се до чаршафи и хартиени салфети со великденски мотиви. Се е во знакот на големиот празник и се во служба на великденското украсување на домовите. Покрај разновидноста на великденските украси, различни се и цените на понудените производи. Иако често продавниците го рекламираат великденскиот попуст, сепак само дел од производите кои се нудат за Великден се достапни за секој джеб. Она што сепак се помалку се среќава во христијанските домови за Великден се рачно изработените украси. И покрај високите цени на великденските украси, секој дом може да биде соодветно украсен за најголемиот христијански празник. Можноста да употребите материјали од домот и дел од вашата креативност сигурно ќе резултира со создавање на уникатен украс со великденски мотиви. УЕФА покрена истрага за кршење на финансискиот ферплеј, а меѓу 76 клубови се и ПСЖ и Манчестер Сити. Зголемен наградниот фонд на вториот тениски Гранд Слем годинава Роланд Гарос за 3 милиони евра. Следуваат спортските вести, но пред нив рекламите.